Понекогаш мислам дека мојата депресија е само начин на кој моето тело ми вели: еј, не сакам повеќе да бидам овој лик, премногу е тешко. Джим Кери. Добро дојдовте на Беседа, македонската емисија за високи и возвишени теми. Јас сум процесорот. Јас сум свештеникот. И денеска ќе разговараме за една доста сериозна тема, а тоа е депресијата како душевен очај. Сега пред да започнеме со снимање, со свештеникот разговаравме како би можело, например, да се даде некој израз или некој превод на депресијата, затоа што депресија тоа е од латински, кој што практично значи дупка, ако одиме по зборобрзињето, да паднеш во дупка. И првенствено се мислев да дадеме превод како душевен пад, ама свештеникот после тоа кажа тоа е дека е душевен очај и практично свативме дека тоа е многу соодветен превод или македонски израз за депресијата. Душевен очај. И тоа многу добро ќе се поклопи со тоа што имаме да го разговараме понатаму околу депресијата и околу веројатно најглавниот или најбитниот фактор зошто воопшто се појава депресијата или како може да не се појави, да се излечи во наводници и така натаму. А тоа е нејзината поврзаност со автентичното живење и со отуѓеноста од сопствената душа и од стварноста практично. Но да не завлегуваме веднаш на почетокот во деталите. Јас би сакал да дадам еден краток вовед, едно општ преглед за тоа што е депресијата и потоа ќе продолжиме со обработување на незините различни аспекти. Депресијата во главно има две идеи за депресијата. Тоа се општо познати или меѓународот расширени некои идеи, да речеме, идеја од здрав разум и клинички, психолошки, нели научни дефиниции за тоа што е депресијата. Меѓутоа како еден спој меѓу нив би рекол дека депресијата е озбилна душевна состојба која што се одликува со долготрајно ниско расположение, чувство на безнадежност, безмоќност, чувство на празнина или раздразливост и со губење интерес, па и задоволство и радост од вообичаени активности. Значи не од некои кои што отстапуваат, туку вообичаените активности како спиење, одење на работа, читање и така натаму губат смисла, губат вредност кај депресивниот човек, кај некој што е паднат во душевен очај. За клинички да се дефинира нешто еден човек како депресивен, треба истата состојба да трае најмалку 2 седмици и обично е придружено со други знаци, например постојан замор, проблеми со спиење и со јадење, тешкоти во концентрација, чувство на вина или безвредност, безредие во животот, забавеност во движењата и понекогаш и мисли за самоубиство. Според Светската здравствена организација, околу 5,7% од возрастните луѓе страдаат депресија. Тоа што е занимливо е дека жените страдаат 1,5 пати во однос на мажите, значи 50% повеќе страдаат. Кај мажите се појавува 4,6%, а кај жените 6,9%. И од нејзе се засегнати од прилика 332 милиони луѓе, што навистина е многу голема бројка. Таа е еден од главните фактори за онеспособеност. Всушност кој ќе навлезе во една клиничка депресија каде што се диагностицира како таква, многу често во развиените земји таа се третира како болест, како оневозможност за работа и тие луѓе, например, можеби не се третираат како луѓе со инвалидитет, меѓутоа како оневозможени за работа. Појавата на депресијата зависи од многу фактори, зависи од надворешни, зависи од внатрешни фактори. Утврдено е дека има и генетски фактори кои што влијаат врз депресијата. Родителите, ако имаат депресивни наклонетости, има големи шанси и нивните потомци, односно деца да имаат. Исто така може да зависи од проблеми со хемиски преносители во мозокот како серотонин, норадреналин, допамин, воспалителни процеси во телото кои што ги нарушуваат внатрешните хемиски и биолошки процеси, нарушување во системот за одговор на стрес и хормонални промени, хроничен стрес, хронична состојба или чувство на безнадежност, на безмоќност и така натаму, психолошки фактори како трауми од детството, кои што довеле до преживување на лоши искуства и до развивање на ниска самодоверба, лоши општествени услови, тешки животни настани, загуба на блиски луѓе,
сиромаштија, недостаток на поддршка од семејството и пријателите, особено родителите, односот на родителите, особено ако биле нарцисоидни, особено ако сакале премногу да доминираат врз децата и да управуваат со секој можен аспект на нивниот живот, да не им дозволат автономија никаква. Од страв дека ќе се отргнат од нив. Тоа е една класична една родителска нарцисоидност, која што многу од нас ја имаат правена, ама особено и преживеано со своите родители. Депресијата е душевен очај. Тоа е една вид на состојба на безнадежност, на безмоќност и на отуѓеност од својата автентичност, од она кое што сме, и тоа води кон една ситуација каде што нашето тело и нашиот дух и нашиот ум, нашите емоции, значи целата личност едноставно не делува, нема волја за живот. Во претходната епизода разговарахме за волјата, разговарахме за повеќе аспекти на волјата. Едниот од аспектите беше на животна енергија која што не мотивира и не придвижува. Депресијата е класичен пример на немање на животна енергија, на немање на волја. И интересно е дека во предпретходната емисија, во 58-та, разговарахме за понизноста и дека понизноста е една од главните начини како да се извлечеме од депресијата, но за тоа понатаму ќе разговараме. Тоа беше мојот вовед, а сега ќе му дадам збор на нашиот мил и предраг свештеник. Ти благодарам, процесоре. Интересни работи кажа сега во воведот. Например, кажа дека 5% од луѓето од целата човечка популација имаат депресија и ти кажа некоја бројка од 300 милиони, што е некоја поголема држава, не знам колку има Америка, дали има 300 милиони, може има повеќе од 300 милиони. Па тука некаде, да, малку тука повеќе некаде. од тоа. Два пати повеќе од Русија, на кратко кажа. Мислам, тоа е ненормална бројка и јас сметам дека таа бројка е дупло поголема, бидејќи тука се сите луѓе кои што се диагностицирани, запишани во некои списоци на луѓе со депресија, меѓутоа повеќето не се никаде запишани бидејќи се срамат да кажат или лежат дома или не одат на лекари, не одат на психијатри и така натака. Така да сметам дека таа бројка е во најмала рака дуплирана. Значи можеби 10% од луѓето да се со депресија, можеби и 15%. Значи тоа е огромен дел од човечката популација. Од друга страна, кажа дека ги наброи оние дефиниции, да речеме, за што е депресија и тука наброја неколку интересни работи. Првин кажа генетика, кажа некои невротрансмитери кои што не функционираат во мозокот и така натака, меѓутоа од друга страна па кажа и некои други работи како стрес, како воспитание, како влијание од надворешноста. И јас сметам дека не може да се даде таква дефиниција за депресијата. Мислам, нормално ова ти што го кажа е дефиниција, светска дефиниција. Тоа е нешто што и јас и ти го имаме видено дека светот го дефинира така. Меѓутоа тоа е исто како кога го дефинираат ракот, едноставно кажуваат, нафрлаат тука различни работи, велате па тоа е рак. Значи, па може да биде од стрес, може да биде од генетски, може од храната да биде, може од воздухот да биде, тоа е. Кога немаат појма, они ќе набројат све што може да опфати и мислат дека дефинирале нешто. Тоа нема везе. Земи го, извади го речникот. Ајде, значи може да биде, почни од А. Може да биде од А, Б, значи сите ги видиш. Па тоа е некој гениален начин на дефинирање што му текнал на некој научник. Па добро бе, супер, шибни све што може таа болест да ја активира и тоа ќе биде дефиницијата. Меѓутоа не е тоа дефиницијата, не може така да дефинираме. Така да таа депресија која што е дефинирана како збир на сите овие дисфункционалности не е една болест, туку тоа се многу различни типови на растројства, од кои некои се навистина генетски и хемиски и физиолошки и тие мора да се лечат со апчиња, со терапии и така натака. Значи тоа се како некои ментални заболувања. Меѓутоа, 90%, 95% се растројства кои што не се генетски, не се хемиски, не се физиолошки, туку се стекнати, се развиле со начинот на живот и потоа може би преминале во некое хемиско растројство, како последица на надворешноста, меѓутоа не се лечи со терапија, туку се лечи како што се создал проблемот, а тоа се лечи од надворешност, се лечи со промена на
на твоето однесување или на твоите мисли, на твоето обкружение и така натака. Тоа сакав само да го искоментирам за таа дефиниција која што научниците многу сакаат да ја кажат, дека еве ова купче на проблеми, тоа е депресија, значи тоа нема врска. Сега за решението како да се излече депресијата во еден човек, постојат оние две гледишта кои што се често распространети, тие се две екстреми кои како и во сите други нешта, сите проблематики ги гледаат работите од крајност во крајност и не успеваат да ја видат ниту суштината, ниту вистинско решение на проблемот да разберат и така натака. Тоа е така затоа што 99% од времето решението секогаш произлегува од синтеза на сите решенија. Не е секогаш центарот или некоја златна средина на двете гледишта, туку е некоја синтеза која што го осветлува проблемот, дава нова вистинска парадигма за како се решава некој проблем. Некогаш и таа нова парадигма е навидум екстремна, меѓутоа најчесто е балансирана. Е така и со депресијата. Многу луѓе, застапници на оној машки приод на размислување, во маносферата, во кругови на себе помош, позитивна психологија, па и оние традиционални сваќања на депресијата, тука и религијата иден често. Значи, депресијата е поистоветуваат со мрзливост, слаб карактер, недостаток на волја, едноставно некоја генерална слабост, и тие луѓе дури ги понижуваат депресивните луѓе, како па ти си слаб човек. Тоа е така бидејќи овие луѓе кои што го имаат ова мислење немаат доволно свесност да ги погледнат работите од една повисока точка, да излезат од поистоветувањето на сите психи со својата психа и да престанат да мислат дека сите проблеми се решаваат на начин како што они би го решиле проблемот. Најчесто таквите луѓе и никогаш не го решиле проблемот, туку го замаскирале со интелектуализам или со некоја психичка грубост. И вишокот на негативна енергија го испукуваат во теретана или во вежбање или во некоја интелектуална преработа, overwork, наместо да го преработат во себе. И тие всушност ја трошат енергијата и дури самите го кажуваат поинтелигентните луѓе кои што ги имаат овие ставови, самите кажуваат, па јас ја трошам таа енергија, идам во теретана или трчам или што и да е, или работам нешто, пишувам, програмирам, што и да е, ќе ја потрошам таа енергија и депресијата ја нема. Меѓутоа не ја нема депресијата, ти ништо не си направил, не си ја трансформирал, не си ја преработил, туку ти си ја потрошил енергијата за таа да се пројави. Ти си ја одземал енергијата, проблемот седи во тебе. И тој потоа ќе се манифестира на различни начини. Ќе се манифестира како некоја грубост, како некој нарцизам, како некоја несреќа длабоко во себе, како некој аутизам, можеби стекната аутизам, некалибрираност со луѓето, неспособност за љубов и така натака. Ќе има некои проблеми кои што ќе се манифестираат. Зошто? Бидејќи ти си ја одземал силата на депресијата наместо да ја трансформираш, наместо да видиш што сака да ти каже. Другата екстрема е тој женскиот приод, емоционалниот приод, да не кажам лигав пристап, каде што секоја депресија се гледа како психичка болест и се третира со апчиња и со она апсолутно прифаќање на болест. Без никаков отпор, без работа на себе, едноставно предавање на болеста и самоуништување со антидепресиви, со лекарства. Целта им е исто како првиве, да ја затупат таа енергија и едноставно да не чувствуваат ништо. Само што на различен начин. Овие го прават со некоја истрошување на енергијата, другиве го прават со апчиње, едноставно да те направи туп. Сега во поново време во Канада имам читано дека всушност тоа е пред неколку месеци се случи. Има едно движење каде што се залагаат еутаназијата, која што во Канада е многу популарна, да се прошири со депресија. Депресијата да влезе во причините за дозвола да ти направат еутаназија. Значи, ако имаш депресија, да може на лекар да те убијат и чао, пријатно. Финално решение, зошто бидејќи не можеш да живееш сам со себе. Тоа се тие две застарени, грешни гледишта кои што цело време се расправаат, се препукуваат меѓусебно, а ни едното ни другото не е во право. Депресија како болест постои, не викам не, меѓутоа тоа е многу мал процент на генетска вродена депресија. 95 да речеме проценти, огромен дел од она што ние го нарекуваме депресија, не е болест, не е слабост, тоа е аларм. Тоа е еден аларм на психата
која што ти вели дека си премногу идентификуван со концепти за себе си, кои не може твојата психа да ги истрпи. Не е компатабилна со концептот за себе кој што го имаш. И тоа е многу прост концепт, тоа е многу проста парадигма која што треба да се разбере. Едноставно, тој што си ти не е компатабилен со твојата автентичност. Тој што мислиш дека си ти, оној идентитет кој што го имаш создадено во главата, без разлика колку е добар, тој може да е многу добар, може да е светец, меѓутоа не е компатабилен со твојата автентичност. Тоа е причината. Критично некомпатабилен. И заради тоа се јавува онаа апатија, онаа не гледање дека нема цел во животот, дека нема причина, нема суштина. Душата не може да се пронајде во овој начин на живење. Автентичноста не може да се пронајде. Таа има своја интелигенција, таа има свој... Тоа си ти всушност. Тоа е еден слој подлабоко од егото. Имаш его, под него имаш автентичност, она што ние викаме, па јас сум таков во мојата суштина, јас сум таков. Тоа си ти вистина. Тоа е одраѓање, тоа е комбинација од генетика и кој знае какви други сили кои што се уште не ги знаеме. Тоа е твојата автентичност, твојата вистина, твојата душа. А под нејзе или над нејзе, подлабоко од нејзе, е духот. Тоа е Господ, тоа е само сведокот. Значи тие се тие три слоеви. Вториот слој е твојата автентичност. Кога тој не може да биде калибриран или не може да се пронајде себе си во првиот слој, во егото, во концептуалниот ти, се јавува депресија. И многу е просто да се разбере. Да, точно така. Отуѓувањето од вистинскиот автентичниот ти и од живење во хармонија, односно во поклопеност со стварноста, на крајот ќе донесе до депресија, затоа што едноставно ти, ако не живееш поклопен со стварноста, ти можеш да исилуваш привремено таквата ситуација, меѓутоа на долгорок не можеш. На долгорок дотолку ќе те демотивира стварноста и Бог во крајна смисла, како стварноста, што ќе те принуди да прекинеш да форсираш преку депресијата. Како што кажа свештеникот, тоа е аларм, тоа е повик за внимание. Да посетиш внимание дека нешто не преш како што треба и тоа дека нешто хронично и сериозно не преш како што треба долго време. Двете перспективи кои што ги кажа ти, едната е ти ја нарече машка, едната ја нарече женска. Тие практично се, едната е да речеме активна или агентска, а другата е пасивна или пациентска, односно на трпење. Значи првата е на делување, втората на трпење. И природно е дека кај мажите повеќе ќе има наклонетост кон првата, природно е дека кај жените повеќе ќе има наклонетост кај втората. Практично втората е менталитет на жртва, а првата е менталитет на агресор, јас би рекол. Зашто едноставно сака да ги исилува работите во универзумот и го занемарува флуксот на животот. Оно што го зборувавме во епизодата за даоизмот. И во епизодата за понизноста. Значи, понизноста е многу битен фактор кој што укажува на тоа дека ароганцијата, која што е типично за првиот вид, е погрешен пристап. Дека всушност работењето на собствената понизност е вистинскиот пристап за собственото зрење, за живење по хармонично со стварноста и преку тоа и избегнување, лечење или воопшто не доаѓање до ситуација на депресија, односно на душевен очај. Од друга страна, менталитетот на жртва, кој што е понаклонет, по-типичен за жените, например, е оној кој што постојано бара да биде тинтран, практично. Јас не можам ништо да направам, ајде помагајте ми и така натаму. Секако дека жените имат поќе наклонетост да бидат тинтрани, таа нивна потреба, да речеме, да бидат згрижени, да бидат обскрбени, материјално и нематеријално, со водство, со човек кој што има тестостерон и кој што ќе ја чува и кој што ќе даде насока на кај ќе се оди, што ќе се прави. Таа нивна потреба практично посредно ја создава цивилизацијата. Мажите создаваат директно цивилизацијата со тоа што ја прават работи преку овој активен вид на постапки, а жените ја создаваат посредно преку тоа што бараат работи, кои што се од повисок квалитет, рече. И така во тој меѓуоднос се создава цивилизацијата практично. Но и двете се погрешни. Баш како што кажете свештениче, и двете се екстреми кои што не се решенија. Впрочем, еве, ако конкретно зборам за првите, за повеќе машкиот тип на такво постапување, во смисла дека
Абе, ти си слабак, депресијата, тоа глупости се, тоа не е болест, јас не можам да го разберам, тоа ти си, не знам, треба само да одиш во теретана, брат, и да дигаш тегови и готово крај. Многу често на тие луѓе своите проблеми, како што рече ти, ги закопале во работа или во други аспекти, ги извезле практично кон тие аспекти. И сега не им се случила вистинска ситуација на очај. Ако се свртиш кон постојана работа, само си ги зголема шансите да нешто барем ти успева. Барем колку толку. А ако ти успева, никогаш не дојдеш до ситуацијата на оној вистински очај. И можеби заради тоа во нивната глава е едноставно не бе, само треба да работиш и готово. Тоа е. Ама настануваат ситуации кои што се надвор од твојата контрола и не зависат од твојата работа. Колку и да работиш, едноставно не можеш да се смеат. Такви ситуации настанале и на овие луѓе, ама најчесто како ги решаваат тие работи е со тоа што нивната нарцисоидност и егото се брани со тоа што ги закупува проблемите на следниот начин. Ги отуѓува како да не се нивни. Има ситуација во светот или било каде во животот која што е нивна одговорност, мала, голема sejedno, меѓутоа егото им вика не, тоа не е моја одговорност, тоа се не ме интересира мене тоа. И ти гледај си само за тебе, брат, работи си, терај си само за тебе, што ти гајде другите, што и така натаму. Значи, овие се типични оние муабети на луѓе кои што избегнуваат одговорноста, која што ја имаат. Апсолутно си во право. Всушност, кога ќе видиш, цинизмот не е ништо друго освен еден вид на канализирана депресија. Да. И ова сум го слушал многу често во мојот живот од различни луѓе и секогаш ме дразнело заради тоа што секогаш ме дразнело избегнувањето на одговорноста. Знам дека е потешко да се трудиш да бидеш морален и да бидеш исправен и да ја преземеш одговорноста која што ти следува, меѓутоа тоа е исправниот начин на кој што треба да живееш според мене. Сега јас сакав да споделам две ситуации како примери на депресивни состојби или депресивни луѓе. Едната е лична, другата не е лична. Прво ќе почнам со неличната. И на луѓето кои што ги познавам, брат и сестра, се прилично депресивни личности и прилично, како да кажам, загасени во својот живот. Околу се премислуваат, многу тешко е име да донесат одлука, губат волја за многу работи, едноставно на еден вид на апатија, депресија, нешто така меѓу. И сум разговарал со нив и двајцата го спомнаа истиот фактор. А нивниот фактор е дека нивниот татко бил многу нарцисоиден, бил нестабилен човек и се однесувал предоминантно врз нив. Значи, не им дозволувал автономија, не им дозволувал да прават или да мислат како што ја сакат или да се развиваат свој карактер, туку доминирал постојано врз нив, можеби не физички, ама доминирал емоционално, доминирал интелектуално, ги тормазал практично на начин, имале нестабилен живот, се преселувале и така натаму. Во одредени ситуации имале многу пари, после тоа заради нестабилниот живот снемале пари, па биле во була и така натаму. И на крајот, резултатот од тоа е дека и двајцата, кои што ги познавам јас, имаат развиено депресивни симптоми и двајцата го кажуваат истиот фактор. Ова е еден вид на доказ во наводници дека возможно е надворешни фактори да те изградат како депресивна личност или барем да влијаат на тоа да бидеш во депресија. Особено родител кој што за тебе, додека си млад, е бог. Практично ти, родителот за тебе е оној херојот кој што ти ги формира основните образци во животот, како треба се однесуваш и вредности, морал и така натаму. И ако тој херој е антихерој, и ти ќе се развиеш во нездрава личност. Не нездрава како ненормален, туку ќе имаш психички проблеми. Ќе имаш отуѓеност, ќе имаш немотивација, ќе имаш и други проблеми кои што ги знаеме, кои што постојат. Од друга страна, во споредба со овој неличен пример, не е, ама јас кој што го познавам, имам еден личен пример, да кажам. Тоа е дека пред неколку години јас бев лично во една подолготрајна депресивна епизода, која што не се разви одеднаш. Туку полека, заради надворешни фактори, заради некои фактори, на крајот кај што сите фактори се внатрешни, кои ќе видиме, меѓутоа беа потикнати од надворешни фактори, кои што беа надвор од моја контрола, а кои што влијаја на работи за мене многу битни. Таа ситуација на хронично чувство на безмоќност, кој што донесе до безнадежност, практично влијаеше на тоа да јас
полека во текот на повеќе месеци да влезам во една депресивна епизода која што траеше подолго време, можеби траеше година, година и пол, една, можеби 2. И интересно е дека јас во таа ситуација не се осеќав како да јас немав смислата на животот. Јас се уште имав смисла и така натаму. Јас знаев што сакам да правам. Меѓутоа, едноставно, самата ситуација дека многу битни работи се излезени од мојата контрола, накај негативно, влијаеше да ми предизвика чувство на хронична безмоќност, со тоа безнадежност и со тоа депресивна ситуација, депресивен период, депресивна состојба, кој што можем да кажем дека веќе ја нема. Со овие примери сакав да кажам дека, да покажам дека има најразлични фактори кои што влијаат на тоа да се дојде до депресивна ситуација и овие двата кои што ги спомнав не се невротрансмитерски, не се хемиски, може би се генетски, меѓутоа во мојата ситуација мислам дека не се, туку едноставно се душевни. И ова е мислам дека главната точка на која што сакавме да ја дискутираме со свештеникот, меѓутоа ако има нешто да каже пред тоа, поели свештениче. Немам што да додадам, се согласувам апсолутно со тебе дека овие два случаи кои што ти ги кажа, како и сите други случаи што јас ги знам, да од блиски и далечни пријатели, сите биле случаи на депресија кои што се реверзибилни. Што тоа значи? Тоа значи дека се случаи кои што се создадени. Дали поради нешто од надворешноста, дали родителите, дали поради нив, некој самиот од себе покрај тоа што живеел релативно во стабилност, во удобност, во сигурност, пак развил депресија и тука ќе рече да па тука игра улога генот. Не, и тука не игра улога генот. Можеш да видиш ако се запознаеш со човекот и со неговиот случај, ќе видиш дека не е генот, не е некоја хемиска причина, хемиски тригер, туку се работи за душевна некомпатабилност. Има генетски депресии и хемиски, меѓутоа тие се многу ретки. Ретко е да сретнеш таков човек. Драги слушатели, само да се извинам на кратко, имавме некои проблеми имам некои проблеми со мојот микрофон, кој што јас ги предизвикав, затоа што заборив да купам батерии за него. Па така ќе продолжам да снимам на мојот телефон. Се надевам дека ќе нема многу голема разлика во квалитетот и дека нема да ви пречи. Да продолжиме со емисијата за депресијата. Точно така се штедиче. Всушност, јас се согласам со тебе дека во повеќето случаи депресијата не е резултат на хемиски или генетски фактори. Тие случаи каде што е, како што рече ти, треба да се решаваат со физички, хемиски, биолошки фактори или комбинација со психотерапија и така натаму. Меѓутоа мислам дека во повеќето случаи не е тоа случај. И мислам дека ова е добра точка да почнеме да разговараме на тоа што јас, а мислам дека и ти, сметаме дека е главниот фактор во развивањето на депресијата, тоа е една вид на непоклопеност помеѓу себе си, карактерот, егото, личноста и духот, вредностите и морал. Знам дека пред многу години го слушав Джордан Питерсон и тој како клинички психолог, психотерапевт, кажа дека во неговата пракса, оние луѓе кои што живееле во склад со своите вредности, морални, но и духовни, религиозни, нивното ментално здравје било многу подобро. И тоа што не ме чуди, тогаш го запамтив како еден факт кој што уште немав разбрано зашто би можел да биде тоа. Меѓутоа, понатаму како што размислов на темата и како што имав лично искуство, сватив дека е во право. Всушност, поклопеноста со стварноста, а преку тоа со душата, а душата како апсолутната основа на вредностите кои што ги имаме, а вредностите како основата на моралот, етиката која што имаме, и сите тие ако се поклопени меѓу себе, сите тие ако се ускладени, резултатот е ментално и душевно и емоционално и интелектуално здрава личност. Ако не се, ако некаде отстапува едното од другото, тогаш што стануваат проблемите. Оние проблеми кои што не се физички или хемиски или биолошки. Значи, повторно ќе кажам. Меѓутоа тоа значи дека интересно кажано, ама има решение.
А решението е да се живее поавтентично. Решението е да се живее во поголема ускладеност помеѓу сите делови на собствената личност. Имавме епизода за понизноста, пред 2 епизоди, и тоа е всушност оној главниот така наречен метод за живење поавтентично. Развивањето или живењето понизно всушност не носи кон тоа да живееме поискрено, поавтентично и повеќе во склад со реалноста. Ако живееме во склад со реалноста, односно со Бог, зашто Бог или реалноста тоа се синоними, тоа ќе биде богоугодно живење во крајна линија и депресијата е многу тешко да се развие, односно ќе ја снема. Само е уште еден пример, па ќе му дам збор на свештеникот. Ова ме потсети на оние разноразни светци кои што се запишани од црквата, кои што во минатото живееле во ужасни животи и ужасни маки, ги мачеле за нивните пропагирања на верата и така натаму. Биле измачувани, биле казнувани, биле убивани, сечени биле главите, мачени и така натаму. Меѓутоа тие продолжувале да бидат верни на својата, да бидат верни на Бог, да бидат верни на Исус Христос и не паѓале во депресија околу истата работа, понекогаш паѓале во очај. Меѓутоа има една интересен дел од Библијата кај што вика во долината на сенките, нели, јас ќе одам, а ти ќе бидеш со мене и така натаму. Односно тоа чекорење со Бог, кој што уште во Стариот Завет го има, ама го има и во Новиот Завет со Исус. Тоа чекорење со Бог значи дека Бог е присутен тука и дека ти сваќаш дека ти си еден вид на негова креација, негово создаваштво кое што нема право да биде арогантно околу себе си. Туку треба да биде богоугодно и понизно. И кој ќе бидеш таков, ќе нема депресија, не само што ќе нема депресија, туку ќе го има она што Садгуру го вика, па и не само Садгуру, туку и Шри Рави Шанкар го вика радоста на живењето. Ете тоа сакав да го кажам за поклопеноста помеѓу сите делови на личноста, духот и стварноста, односно Бог како синоним. Свештениче, ти што би искоментирал? Се согласувам со тебе. Всушност, тоа е решението за депресијата и мене ми е многу интересно како непланирано испадна да снимиме епизода за волјата и веднаш после тоа да снимиме епизода за депресијата. Воопшто не испланирано, воопшто не е ни размислено, не ни текне на тоа, тек сега ни текне на тоа. Свештениче, не е планирано од мене и од тебе, ама е планирано од Севишниот. Апсолутно, значи имало некој поголем ум кој што ги планира овие теми. Нас само не ги праќа како наредби. Да ги пише во списокот таму што не се за теми. Ај сега да снимите за ова сега. Јас ќе ви кажам сега, вие не се занесувате. Меѓутоа, апсолутно си во право, главниот генерален начин на лечење, да речеме, на депресија или излегување од таа фаза на депресија, таа состојба на депресија, е токму тоа, да станеш автентичен, да станеш калибриран со својата душа. Како што објаснив претходно, имаш дух, кој што е чистиот сведок, имаш душа, која што е твојата индивидуа, твојата автентичност, и тоа е твојата психа, психа на грчки, на старогрчки е душа. А сега зборат за психологија, наука за душата. Меѓутоа, токму психологија не е само наука за душата, туку во голем процент сега е и наука за егото. Меѓутоа, во својата аспект постои и наука за душата. Постои она истражување кое што се базира исклучиво на она што е всушност душа. Иако луѓето не го признаваат, не го гледаат, не го осознаваат, бидејќи бараат некое научно дефинирање на каде е таа душа, каде е тој орган, каде се наоѓа. Меѓутоа тоа е глупаво да се размислува. Душа не е некој, како го замислуваме ние, како некој дух, како некоја магла, како некоја енергија, некоја сила која што седи во тебе и те анимира тебе. Не, туку таа е оноку колку што ние сме свесни, таа е производ на твоето функционирање, кое што е дефинирано од твојот ген и од некои други сили кои што се уште не се доволно истражени. Има големи аргументи кои што тврдат и имаат смисла дека астрологијата влијаело на нив, или дека влијаело како се хранела мајката, или
Можеби сосема други некои работи, времето, температурата, локацијата каде што се создало детето, начинот на кој што се создало, каде се родило и така натака. Значи, многу големи фактори играат улога во создавањето на автентичноста, на индивидуата, на карактерот на една индивидуа. И таа кај секој човек е различна. И кај секој животно можеме да видиме и да чуваш кучиња заедно во еден ист кафез, да ги чуваш цел живот, ќе имаат различен карактер, и така и со луѓето. Секој човек е различен, дури и близнаците се различни. И, како што кажа ти, решението за депресијата е оној идентитет, онај его, тоа површниот ти, најповршниот слој на сепството кое што е измислениот ти, концептуалниот ти, кој што се создава како последица на нашиот интелект и кој што се создава некаде на кај 4 до 6 години, кај здрава индивидуа, едноставно во еден момент се раѓа, како експлозија дури, се раѓа во мозокот и човекот, детето станува свесно за времето, станува свесно за себе, станува свесно за значењето или судењето, осудувањето на предметите и луѓето околу него. Всушност станува свесно за доброто и злото во светот. И тоа е она што во Библијата се нарекува дрвото на знаењето на доброто и злото. Всушност тоа е егото. Затоа и Бог рекол, нели во таа метафора, да речеме, или во таа приказна, рекол, немојте да јадете од тоа дрво. Додека пак змијата сакала да ги натера Адам и Ева да каснат од тоа дрво. Зошто? За да се роди егото. За да се одделат од автентичноста, од Бог. Всушност не само од автентичноста, туку се одделат целосно од присуството, од сепството. Меѓутоа, сатаната не направила лоша работа, иако сега тука малку забегувам од темата, меѓутоа не направила лоша работа, бидејќи сметам дека со тоа што ние сме паднале од рајот, тоа ќе ни даде сила и ќе не направи уште посилни за кога ќе се вратиме во рајот, како човештво, да бидеме со уште по-силна душа и уште по-зрела и по-еволуирана душа. Како и да е, решението за депресијата е многу просто, како што кажав претходно. Првин да се види кој си ти, која е твојата автентичност, кои се твоите интереси, што сакаш ти да бидеш, што сакаш да правиш. И потоа да окалибрираш своето сепство со она кое што ти сакаш да бидеш. И тука не збориме за површни работи, кои јас сакам да бидам музичар, сакам да бидам авантурист или такви работи. Тука збориме за тебе како личност. Кој си ти? Кои се мислите кои што сакаш да ги мислиш? Кој е држењето на твоето тело кое што сакаш да го држиш? Кој е начинот на зборување, кој е начинот на мислење, начинот на мислење за себе, начинот на мислење за светот. Всушност, она што го кажа процесорот е многу слично со она што јас сега го кажувам. Кои се твоите вредности? Бидејќи вредностите го создаваат твојот карактер. И затоа, ако сакаш да се излечиш од депресијата, создај вредности. А тие вредности не ги читај од книга, од што кажал свештеникот, што кажал научникот, што кажал филозофот. Туку од што кажува твоето тело, твоето срце. Кој сакаш да бидеш ти? Кој е автентичниот ти? Откри првин кој е автентичниот ти, кој е оној во твојот мозок, во твојот ум, кој навистина сакаш еден ден да бидеш. Кој е идеалниот ти? Кога ќе го откриеш кој е идеалниот ти, почни да го имитираш. Почни да имитираш сликата на идеалниот ти во тебе. Ќе видиш дека депресијата ќе исчезне. Бидејќи депресијата е буквално неидеалниот ти, лажниот ти, кој што се притиснал на твојот ум и ти веруваш дека сега ти си тоа. И без разлика може да имаш, како што кажав, среќен живот, удобен, прекрасен живот, а да си во депресија. Твоите имаат пари, да речеме, или имаш безбедна локација живееш, или како и да е. Едноставно си несреќен, депресивен. Зошто? Бидејќи тоа не е твојата автентичност. Тоа не си ти. И решението е многу просто. Откри во тебе кој сакаш да бидеш, која е твојата најдлабока слика за себе, која што идеалот за тебе, кој што сакаш да бидеш. И само почни да го имитираш. И ќе видиш како депресијата ќе почне да се намалува. Значи не мора да одиш ни во теретана, ни да трчаш, ни да правиш нешто што не сакаш. Само прави го тоа што сакаш. Ама нешто сака твоето его, туку тоа што сака твојата внатрешност, идеалниот ти. Тоа е едното решение. И се сакам на кратко само да кажам кое е финалното решение, вистинското решение. Ова е решението кое што навистина функционира.
Меѓутоа, постои уште едно решение, длабоко, кое што е финално решение, крајот, просветлувањето. И тоа е решението кое што му се случило на Екарт Тол. Екарт Тол бил депресивен, длабока депресија, суицидност и во еден момент само лежал во кревет и си рекол не можам да живеам сам со себе, не можам да живеам сам со себе. На англиски I can't live with myself anymore. I can't live with myself anymore. Бил спремен на самоубиство. И само се запрашал себе си. Кој е овој јас кој што не може да живее со себе? Како две различни да се како јас не можам да живеам со себе. Па чекај, нели е тоа едно? Кој е овој јас сега што не може да живее со себе? И во тој момент толку длабоко се запрашал за тоа прашање, што буквално како да влегол во некој вортекс и заспал. Се онесвестил. Од прашањето се онесвестил. И следниот ден кога тој се разбудил, повеќе не постоело јас. И до ден денес не постои јас кај него. Едноставно со едно прашање успел да го искине егото за секогаш, да го заклучи, да го стиши, да го убие на некој начин егото за секогаш. Меѓутоа со тој удар тој на некој начин ја ослободил и автентичноста целосно, да веќе нема потреба да се прашува себе си кој е идеалниот Екарт Тол кој што треба да биде, туку се вратил апсолутно на тој третиот јас, на вистинскиот јас, на свеста. Тој станал свеста. И сега веќе кога си свеста, природно све што ќе ти дојде ќе биде автентичниот. Ти веќе не мора ни да се замараш да се прашуваш кој е автентичниот Екарт Тол. Ти си само свеста, ти си Бог. Автентичното е веќе природна појава, ништо друго освен автентичното не може да биде. И тој кога се разбудил тоа утро, после тоа прашање, едноставно веќе немало его. И заедно со тоа немало ни депресија. Никогаш понатака во текот на неговиот живот не почувствувал депресија. Зошто? Бидејќи немало концепт за што треба да биде, а што не треба да биде. Тоа е финалното решение. Меѓутоа, за тоа решение ти треба, не може да ти се случи само со прашање, на Екарт Тол му се случило само со прашање, меѓутоа тоа е многу голема реткост. За такво решение треба медитација и треба пред се практикување на присуство, практикување на тивок ум. Да, практично Екарт Тол си направил Коан сам на себе. Да, апсолутно. Една абсурдна ситуација, логички абсурдна ситуација која што го довела да свати дека тој не е егото, тука е стварност. Тоа што наблюдува, тоа што ја создава и ја наблюдува истовремено стварност. Напоредно. И практично ти разговараше сега за практични и прагматични совети за како да си излезе од депресија. Ќе ги повториме на крајот, на кратко. Ова многу убаво се поклопува со оно што сакав да го кажам како последна точка, тоа е дека во крајна смисла нема такво нешто како депресија, нема такво нешто како душевен очај, затоа што тој наблюдувач, тој Господ кој што гледа низ тебе, тој се гледа во наводници на рамнодушен начин. И депресијата која што доживуваш за него е приказната која што си ја создал. И радоста, или гневот, или тагата, или ужасите кои што ги доживаш, сето за него е една приказна. Таква е приказната, такви се правилата на овој универзум и на оваа стварност која што ја создал за тебе, односно за мене, за нас, за сите. И таа тера сега по овие правила, има можеби друг универзум кој што си го создал, кој што тера различни правила, можеби таму нема воопшто никаква депресија, можеби таму има постојани очаи без крај и така натаму, значи Бог е семоќен, може да создаде било што. Во нашиот универзум вака функционира стварноста, ние сме приказни негови и што и да преживуваш, на тоа гледа во наводници рамнодушно. Зашто така треба да биде, треба да го преживееш тоа. Тоа е твојата приказна. И најголемите ужаси, и најголемите радости, тоа е твојата приказна. И кога ќе го разбереш ова, кога ќе го сватиш, иако е, како што кажа свештеникот, е тешко да се разбере, тешко да се доведеш до ситуација на вистина да го восприемеш. Меѓутоа, ако успеш да го восприемеш преку душевна работа, преку медитација, молитва, преку понизување на себе си, понизност, така натаму, или случајно, како на Екарт Тол да му се случило, да се зафркнеш себе си со Коан, ако дојдеш до таква ситуација, тогаш депресијата ќе исчезне. Затоа што разбирањето дека и депресијата е во ред,
ја поништува, како што ги поништува сите други работи. Верете да ти има, верете да те нема. Верете да страдаш, верете да учиш од страдањето. Верете да си среќен, верете да имаш радости, верете се е вред. Се е како што треба да биде. И тука јас би сакал да завршам со моето образлагање. Свештениче? Само сакав на многу кратко да кажам дека сега ти всушност го кажа надконцептуалниот приод кон депресијата, буквално објасни надконцептуалноста со тоа што ги кажа апсолутните вистини од двете погрешни екстремни гледишта кои што ги кажав јас претходно на почеток. Ти кажа депресија не постои, која што е аксиомата на овие првиве, што викаш ти агресорите, и потоа кажа на крај објасни зошто и на крај кажа за тоа депресијата треба комплетно да се прифати, што е аксиомата на овие жртвите. Усвари, зема вистината од двете и ги спои во една повисока врвна точка. Ете, тоа е, драги мои слушатели, надконцептуалност на дело. Да, а сосема непланирано. Па не е планирано. Како што не беше планирана ни оваа епизода. Самата по себе се појави. Епте кратко сиже и одиме со практични прагматични совети. Денеска разговаравме на тема депресија, како душевен очај и душевен пад во дупка. На почеток ги кажавме оние класични и научни или квазинаучни дефиниции за депресијата, што е, колку луѓе патат од нези и така натаму, но потоа свештеникот кажа дека всушност најверојатно дека многу повеќе луѓе патат од депресија, не само околу 5%, туку можеби 15% од сите луѓе патат од депресија, и дека во највеќето случаи не е резултат на генетски или други физички фактори, туку е резултат на отуѓување од сопствената душа и од стварноста. Потоа свештеникот ги кажа двете екстреми на однесувањето кон депресијата. Едната екстрема е типично машка, агентска, не постои такво нешто, ти си слабак, оди вежби во теретана, брат, оди работи. Тоа се глупости. А другата е типично женска, а таа е да, депресијата е болест, леле, ајде сега да ме лечите, да ме тинтрате и така натаму. Вистината сега на крај утврдивме дека е меѓу нив. Преку нашиот надконцептуален пристап. Меѓутоа, повторно ќе кажам, тој не е наш пристап, тој е пристап на Господ, кој што ни го укажа, ние само го ползуваме. Јас поделив две ситуации како примери, едно лично искуство и едно туѓо искуство за депресивни состојби. И после тоа се префрлivме да разговараме главната точка на денешната епизода, а тоа е врската помеѓу депресијата и духовноста плюс вредностите и моралот. На крајот дојдовме на еден надконцептуален заклучок дека всушност во крајна смисла не постои такво нешто како депресија и заради тоа треба апсолутно да се прифати дека е во ред. И дека наблюдувачот, односно Господ, на секоја наша ситуација, позитивна, негативна, гледа рамнодушно, односно за него. Односно, тоа е, таква е приказната. И ако го примените овој поглед на Господ како метод за вас, и вие да ги прифатите сите ситуации, што ви се случуваат, позитивни, негативни, па и депресија, па и што и да е, всушност ќе станете многу поавтентична и поискрена личност која што живее во склад со стварноста, а преку тоа и нема да може да биде депресивна и нема да може да изгуби волја и да биде безнадежна. Ето тоа е кратко сиже, а сега одиме со практичните и прагматични совети. Пред се треба да се запомни дека депресијата не е илузија која што треба да се игнорира и не е непријател што треба да се уништи, туку е состојба што бара внимание. Тоа е аларм кој што бара твоја свесност и твое присуство. Како што кажав претходно, како што кажавме во целата епизода, решението лежи во складноста со вредностите и со својата автентичност. Колку повеќе си автентичен и колку повеќе твоето его не ти стои на патот и не стои на патот на твојата душа, толку помала е твојата депресија. И на крај, како финално решение на проблемот со депресијата е медитацијата
и практикувањето на свесност и присуство во текот на живеењето, во текот на целиот ден и во текот на целиот живот. Не му кажувај на Бог колку се големи твоите проблеми, туку кажи им на твоите проблеми колку е голем твојот Бог. Непознат.